покрај тоа што моите колеги имаа доста исцрпни дискусии во однос на ова измена и дополнување на Законот за вино, се јавив за дискусија повеќе за да го искористам присуството на министерот, бидејќи сакам да му поставам неколку прашања, се однесува токму за измената и дополнувањето на Законот за вино, бидејќи и јас потекнувам од еден лозарски крај, односно од Тиквешијата. Почитуван министер, Законот за вино, после многу години работење, макотрпно работење со лозарите и со винариите, се донесе првпат во 2011 година и тоа беше прв закон за вино 2011 година. Од тогаш навамо овој закон има претрпено 6 измени и дополнувања, ова е 6-та измена и дополнувања, и како се вршат тие измени или се предлагат тие измени и дополнувања на законот за вино, секоја измена носеше и носи се поголема штета на лозаропроизводителите. Јас сметам дека и оваа измена и дополнување е токму на голема штета на лозаропроизводителите. И сите измени досега се однесуваа во подобрување на условите на работа на винариите, а ништо за лозаропроизводителите. И сметам дека крајно време е да се направи еден нов закон за лозаропроизводителите, а тоа е нешто што го бараат и токму тие, лозаропроизводителите. Бидејќи со Законот за вино не е регулирана работата, продажбата, цените на продажба на грозјето, односно работата на лозаропроизводителите. Тоа е прво нешто за што имам забелешка и сметам дека е крајно време дека треба да се преземе нешто во таа насока, односно да се изготви, да се донесе закон за лозаропроизводители, а тие, Сдруженијата на лозаропроизводители, веќе си имаат и некои предлози. И би требало да разговарате и нешто од тие предлози да прифатите, односно да направиме еден закон за лозаропроизводителите. Зошто велам дека и ова измена и дополнување на Законот за вино е штетна по лозаропроизводителите? Штетна е бидејќи ова измена оди во прилог повторно на винарските визби и со ова измена постои една сериозна опасност по макотрпно градениот мит за квалитетот на македонското грозје, на македонското вино, токму со овозможувањето на производството на вино во периодот што следи, со измените, со можноста што се дава сега со членот 3 и измените на овој закон. Го изфрливте терминот сахароза по забелешки наши, меѓутоа повторно во неповолни години ставивте можност по одлука, по барање на винариите, 2/3 од винариите, да може да се појачува квалитетот на произведеното вино, што секако влие на долго години градениот мит на нашето македонско вино. А во истовремено е на штета на лозарите, бидејќи на тој начин се прави еден поголем притисок врз лозаропроизводителите, односно сега ќе им се бара поголема концентрација на шеќерни единици во грозјето, така и со тоа ќе се намалува откупната цена на грозјето, што е на штета директно на лозаропроизводителите. Значи, и овој закон е на голема штета на лозаропроизводителите. Треба да бидеме искрени, да го кажеме тоа, бидејќи самиот закон и измени го кажуваат токму тоа. А сведоци сме дека
посебно оваа година, колку беше ниска цената, откупната цена на грозето. Се загрозува иднината на лозаропроизводството. Ги напуштаат лозовите насади, ги сечат лозијата, нема заинтересираност за производство. Од тој аспект сметам дека измената и дополнувањето на законот во тој дел е штетна во овој период и дека не треба да се прави, бидејќи се загрозува лозаропроизводителот и лозаропроизводството. Друго што сакам да кажам и е за поздравување, ќе кажам, добро е тоа што со ова измена на законот за вино, нели се предвидува олеснување на условите за производство на вино, на мали винари и физички лица кои што се занимаваат нели со производство на вино. Тоа е многу добро, тоа е еден светски тренд нели сега, и е добро за развојот и на винскиот туризам и на руралниот туризам. Многу индивидуални производители, физички лица си обезбедуваат екзистенција на овој начин, нели, со производство, продажба на вино, и тоа е добро што е ставено и што е земен во предвид, нели, заложбата на тие здруженија на мали винари, и јас на вистина го поздравувам. Тоа е во однос на, значи, нешто кога е добро, го поздравуваме и ние, ако сме опозиција, нели, не секогаш критикуваме. Меѓутоа, измената и дополнувањето на законот за вино во вториот дел е исклучиво во полза на винариите, меѓутоа на голема штета на лозаропроизводителите, и сметам дека овде треба да се превземе нешто. Законот во тој дел не е добар, законот ќе предизвика уште поголема намалување на откупната цена на грозието, верувајте, 9-10 денари откупна цена за Вранец, за Смедеревка е неиздржливо за самиот земјоделец, кога производната цена е дупло поголема. Како ќе обстои тој страден земјоделец, лозаропроизводител оваа година, и како ќе произведува до година или ќе го одржува едноставно својот насад, лозов насад, јас на вистина не знам. И затоа уште еднаш апелирам, еве, и до сите пратеници што доаѓаме од тој крај, не има доста, заедно со лозаропроизводителите, еве и со министерот, да седниме и конечно да изработиме еден закон за што ќе ги опфаќа или ќе се грижи исклучиво за лозаропроизводителите, мислам дека законот за вино и покрај тоа што беше донесен во интерес на лозаропроизводителите, ја нема таа функција. Благодарам.